Праски и кајси годинава ќе нема, а тие што ќе ги има ќе бидат скапи. Ниските температури кои се спуштија и до -8 Целзиусови степени оставиат зад себе пустош во Росоманскиот регион, кој е нашиот главен производен центар за праски и кајси за домашниот пазар. Штетите се проценуваат во милиони евра, бидејќи овој регион произведува 1% од светското производство на праски, која главно беше наменета за извоз. Кога се работи за неколку часа ниски температури, земјоделците преку разни мерки се обидуваат да ги спасуваат овошките, но во овој случај студот траел 3 ноќи поред и на дрвата се измрзнати и цветовите, и оние мали плодови кои што туку се формирале. Ладното почна више од 11 сатот, 0, и овде кога стигна, има метеоролошка станица, стигна до -4,5. А доле ниското, пониското беше -6,7, а најниското Росоманскиот дел беше -7,8, што значи температурата од 11 сатот како падна на 0 до собалите беше така. Измрзнувањето на праската е 100% нашиот атер, кајсијата 100%, дуњата исто, имаме и дуња, во папка измрзната трешта, сливата, значи оваа катастрофа не се памти. Штетата за Росоманскиот крај е огромна, бидејќи земјоделците досега инвестирале во орање, ѓубрење, кроење, зимски и први пролетни прскања, а ќе нема од каде да земат цела година пари, бидејќи родот пред време го собра пролетниот мраз. Апел да дадеме, например, до надлежните органи, до општината, да се создаде комисија, да се прошета по терен, да се видат штетите, Ние не сме само за сега, ние сме и за од година и за до година треба да го пълниме буџетот, ама треба и државата, например, да стое на наше место и да се соочи сега со нашите проблеми што ги имаме. Кајси, можем да кажем слободно дека нема да има. Правиме мабет за општина Росоман. Така. Праски исто така, штетите се големи, поготово по течењето на реката Црна околу општината. Овој регион го посети министерот за земјоделство, кој вети за брзана исплата на помошта за обештетување од елементарни непогоди, пари кои годинава им се потребни на овоштарите да продолжат да инвестираат во насадите за да имаат род до година. Не ги оставаме на милост и немилост земјоделците од Росоман и околината. Ке ги забрзаме процесите за обештетување на посевите од замрзнување на повеќе култури, како што се праска, кајсија, дуња, цреша и други. Од УХМР пак велат дека во престојнава недела не се очекуваат ниски температури под нулата, а времето ќе биде речиси целата недела променливо облачно и врнежливо.